Македонци чеда, потомци на Македона Бога. Као одиме да го довтасаме крајот на светот. Кој не води? Александар Македонскиот цар и ослободителот на светот. Што правиме сега? Пееме пеани на Аполо на Бога во Дион, светиот македонски град, Дионисовите чествувања траат. Што сме уше? Потомци на Орфе и Ницкиот цар на македонците, кој не учеше на световните и древните таинства и мистерии. Која беше идејата да се возобнови тој антички скупски македонски театар, кој беше на 3 километри од центарот на градот, нели, и оставен така вон употреба. Како некој да сакаше таа македонска театарска културна историја да ја сокрие. И мислам дека почетокот на тоа е формирањето на скрби утеха, возобновувањето 88 година, некаде во октомври, кога со Владо Денчов сакавме да создадеме автентичен македонски театар. И нашиот театар беше, како да речеш, онај граѓански, не ја знаеше својата вистинска, суштинска природа од Еврипид, од Дионисиството, од Кокинскиот, например, железен театар. Како да беше забранета историјата и се преповторуваше таа анегдота дека Теспис се качил на колата и почнал да зборува. Така настанал театарот во Македонија, на Македонскиот полуостров, кој до 903 се именуваше така до 27 март, а суштински станува збор за она што Ребека Вес го нарекува длабока суштинска врска со Господ, Создателот, Таткото Небесен, неговиот син Исус Христос, дека културата во Македонија не е технички текст. Значи на 27 октомври 94 година сме играле Дрвеница на Мајаковски. Сме имале премиера во МКЦ, 320 луѓе биле присутни. Колку што се сеќавам во представа да игра Јордан Витанов, Слободанка Чичевска, Тихомир Стојановски, Сашо Тасевски, Рубенс Муратовски, Сонја Јаќовска, две балерини Маи и уште некој ќе заборавам, режисерот Владо Денчов. Сме играле на 6.12.94 во Идризово во затворот пред 500 луѓе на минус 10 степени. Сме играле во Неготино по декември, Мину Угриновска театарскиот маратон и на 25.2.95. Тогаш веќе тоа беше така наречен театарски маратон Мину Угриновска. Сме играле 12 часа без прекин, од 10 наутро до 22 часа, 6 представи, една по друга на Дрвеница, театарски маратон, нели? По принципот на античка Македонија, дека трагедиите траеле 3 деноноќија без прекин се играле представите. А комедиите 24 часа, ние направивме 12 часовен маратон Дрвеница како поврзување на Војдан Помѓорѓев Чернодрински со Еврипид и со античкиот македонски театар. На таа представа Клиниката за психијатрија и Клиниката за психологија вршеа истражување и заклучокот беше, памтам доктор Самарџиска Чаловска Тина, Валентина, некој сопруга на мојот братучет гинеколог, Игор Самарџиски, во извештајот, и сето тоа одеше на меѓународен симпозиум, се потврди дека после 12 часа игра актерите имаа поголеми психички, интелектуални, чувствени способности од пред представата. Значи, заморот не влијаеше, ние можевме да играме уште, веројатно уште неколку часа. Утрето ден кога отидов во паркот, мислам дека не можев да гледам во светлината од сонцето. Потоа сме играле Клиника за психијатрија на 26 април 95. Повторно, на 28.5.95 врв на Водно, на 16.5 во Старскиот клуб Дом за Локуќани во Струмица, денови на Ристо Шишков. Ете така почна со таа Дрвеница, значи поврзување на македонската историја од незиниот почеток, спознај се сами од себе си да бидеш силен. Суштината беше како да дознаеме од каде почнува македонскиот театар. Денеска тоа сум го обработил во мојот докторски труд од Добре до театар. Затоа сакавме да го возобновиме тој скупски театар, бидејќи Скопје ќе биде еден од оние градови македонски, светски градови, кои што во својот центар, на 3 километри од центарот, има антички македонски театар, што е материјален доказ
суштинската работа на македонската култура, тоа што Ребека Вест го нарекува културата во Македонија не е технички трик, туку длабока врска со Создателот Исус и неговиот син Исус Христос од Таткото Небесен. Подај рака, рака Божја. Подај рака брат брата. Македонци сме си ние. И пејан слави. Боже, слези долу во полето, па ми врати ти чупето, да ми пејаните, да службува твојта служба, да растура душманите. Македоне, мили Боже, врати ни ја ти силата. Јас сум Злате Боневски, уметнички раководител на ансамблот Александар Македонски од Скопје. Нашиот фолклорен ансамбл, поделен во повеќе групи, го изучува македонскиот фолклор, народните ора, песни, музика, народните инструменти. Ги презентираме преку разни настапи, концерти, фолклорни фестивали, како во Македонија, така и ширум светот, во кои впрочем сме и најпретпознатливи. Покрај изучувањето на нашиот фолклор, нешто што ни издвојува е тоа што нашиот ансамбл ги изучува и истражува древните македонски традиции, со кои малку се издвојуваме од другите ансамбли. Впрочем, и тоа ни дава голема желба за изучување на тие древни традиции кои ќе ги презентираме, се многу интересни и луѓето се и изненадени. Понекогаш некој ќе се најави: јас ова го знаев, а беше заборавено. Соработката наша не само со фолклорните ансамбли и фолклорните фестивали, соработка имаме и со организации и издруженија кои во истото поле се за истражување и изучување на древните традиции. Таква една соработка имаме со Сдруженијето Ксантика од Скопје за негување древни македонски традиции, во кој еден заеднички проект дојдовме до идеја за обнова на античкиот театар локалитетот Скупи, античкиот локалитет Скупи во Скопје, кај што добивме идеја и со многу препораки да го обновиме театарот антички, во кој ние македонците уште од античко време сме познати по театрите, по културните збиднувања. Таму земаме учество заедно покрај нашиот фестивал, земаме учество и театарот Скрп и утеха и неколку оратори кои пар години уназад го обновуваме во чест на раѓањето на нашиот крал Александар Македонски во јуни месец, каде учеството земавме покрај нашите ансамбли, како што реков, и други исто од културното збиднување во нашата држава. И целта ни беше не само обнова на античкиот театар, туку и да прерасне во една традиција, прво од локален карактер да биде, па државен, па може и меѓународен, во еден фестивал кај што ќе се збидуваат покрај фолклорот, театарот, уметноста, да бидеме препознатливи, како и што сме препознатливи, пошироко во светот. Во тоа време зема учество и градоначалниците на град Скопје, на општина Карпош, кои ветуваа дека ќе се заложат за обновата и да прерасне во тој фестивал. Ја искрено се надевам дека ќе се оствари тој сон и ќе бидеме дел од таа убава манифестација, покрај што ќе се биде обновен театарот, ќе биде обновена и културната ризница на нашата држава, нашата Македонија, кај што ќе се препознаваме, кај што ќе се докажуваме на културно поле. Многу дејци наши така го кажаа. Искрено се надевам дека тоа ќе се оствари. Ние имаме неколку настапи таму, пар години, како што реков. Се надевам дека ќе прерасне и во поголем, помасовен дел тој, како да влезе во делот на Скопско културно лето. Така да мислам дека ништо не може да изгубиме, само може да добиеме.
збудуваат, како страстно ги горат. Се препуштив на сонот. Бог со нас дарувани бевме. Храмот Артемидин гореше. Парменион битка истерасла едно одродено племе. Конјот татко Филипов победи на Олимпија. Низ македонските битки и искушенија, ниту војни, ниту жреб не може да се стане, ако детските игри не се остават. Време е да ги оставите детските игри, ситните зломисли. Војни, браќа, Македонија е во опасност. Треба да ја помогнеме. Да ја помогнеме. Не можеме да чекаме повеќе вака. Понекогаш со меч, кога е потребно со умот Аристотелов, но стремете се. Атакот ќе го започнеш ти. Потоа 2002 година е представата Деноносии со која суштински го осветивме Скупскиот театар, тогаш невозобновен, неизграден, но сцената беше иста. Диаметарот на сцената е 30 на метри, како би рекло, 33 метри. Она што, например, се прашува Борза и Хамон, зошто им била потребна толкава сцена во театарот во Дион, во театарот во Еге, па во Скупскиот театар. Зошто била потребна, тој, иако се нарекува римски, тој е македонски. Тие ја детерминираат според пластиката напред, во него никогаш немало гладиаторски борби. По поделбата на Македонија на 4 склавини, инаку римјаните 100 и нешто години немале театарски представи, почнале да ги преведуваат македонските дела. Имале гладиаторски борби, се зборува значи за еден друг систем. Значи представата Деноносии, која беше античка драма, на 12 јули играна во Гериатрија Злокуќани пред премиера. Потоа во манастирот Свети Јоаким Осоговски на 13 јули 2002, во Маврово играна, во Охрид на Античкиот театар, 2002 Салон 19, Дионисови слави, 2003 во Голобрдо играна, Требиште, таму е снимена таа представа, Камен меѓу две ниви, како е играна. Кога Маријан го подаваше мечот како Филип II, атакот ќе го започнеш ти, кога мечот се прелеа во публиката. Во Острени е играно и потоа на 7 јуни 2003 во Скупскиот театар. Добро го паметам, тој настан беше голема возбуда за нас. Помогна Милош Билбија, Бог да го прости, кој беше голем, разбуден во духот, да ја поврзе македонската култура и историја. Беа дојдени фолклорното друштво Александар Македонски од Драчево. Тие ги играа своите ора. Беа донесени три свештеници од Македонската православна црква, го осветија просторот. Беше Здруженијето Ксантика, кои исто така беа организатори на тоа, со леби, вино, да биде како што треба. И потоа пред театарот ја играше представата Деноносии, која беше античка драма, во која се појавува сите ликови: Филип, Аристотел, Александар, Олимпија, Барсина и други ликови. И тоа беше возобновување на тој театар. Се сеќавам дека тогаш како началникот на општина на Карпош, мислам дека даде 50 марки вкупна сума. Дека тоа беше направено со наши средства. И помнам дека звездите на небесата, тоа беше представа, беше некоја чудна состојба. Мислам, кога се поврзуваат минатото, сегашноста и иднината, кога вие влегувате во Божјо време, кога ја разбирате суштината на таа потреба да се соединиш со Бог, со духовната сила. Нели после Кокинскиот, потоа го дознав за Кокинскиот железен театар. И тој момент меѓу небото и звездите, актерот, избраникот, гласноговорникот, Хиерос Гамос во тој свет брак, поврзување на небесен татко, земна мајка, да се роди неговиот син на земјата, кој го има на Кокинскиот неолитски македонски театар, односно железен, во Дионисовиот антички македонски, посебно со принципот на Еврипид, Деусен махина на крајот и на почетокот на представата да се повика Бог, и го има во вистинското доаѓање на Исус Христос, безсемено нашиот Спасител. Потоа сме играле представата во Велестово на 22 август
на Дионисовите слави во март 2004 и во Филип II во војната болница сме играле за Жан Митрев, тогаш ни беше спонзор на 9.12. Значи, античкиот скупски театар, македонски, е осветен на, како би се рекло, на 7 јуни 2003 имаше околу 250 луѓе публика. Тоа беше навистина настан кој ќе остане во сеќавање. Жал ми е што можеме да ја најдеме снимката на ВХС. Бидејќи не снимавме ние, луѓето од Сантика, од фолклорната група, не можат да ја најдат. Останати само неколку фотографии. И еве денеска се возобновува тој театар, но да се знае кога бил почетокот, кому му текнал. Некој прв почна. Кој сакаше да ја поврзе македонската историја. Ние денеска имаме на македонскиот полуостров постмакедонските идентитети, бугари, срби, грци, албанци, НАТО, Словени и сите други. Сите си имаат право да ја поврзат и македонската историја, само македонците немаат. Значи тој беше тој поттик 7 јуни 2003 пред скоро 20 години. Денеска театарот Скрби утеха 7 години не добива премиера, 14 години не можам да добие авторска книга, не ги укинаар македонските слави на кои доаѓаа македонците од соседните земји и се гледа дека тој континуитет и гостувањата ни се укинати кај нашите браќа и сестри вон границите на Македонија, Република Македонија. Го сменија името, сака да го уништат народот, идентитетот, се забранува македонската историја, се подпишуваат. Ете тоа работеше Скрби утеха и цената која ја направи со кнезот на мирот, со сатанските слуги, поднебесните слуги на овој век, кој им пречи Македонија, бидејќи е земја која е дадена и запишана во Божиот катастар како Израел. Дојди во Македонија и помогни ни, апостол Павле го сонуваше македонецот. Ете тука ќе ставам 3 точки. Мир вам до Божиот царство небесно. Амин. Небо допрне додоле, огнојте нека ја распламта душата. Гром да се веди, ровја в срца нек поземат. Ветро дувај, бореју низ думот растути колебливост и немоки растури. Угоре, угоро, мајко земјо, водоле водо студена лекувај болка на душа. Исцели, спаси, полеби лев дај нам денес, растори злодане векови, пуста гора испрати. Изгрејле сонце, твоите лачи се мелем за душава и недостасува сила, ке се напнам како тапанот и ке летам со силата Аристотелова. Лав и орел и бореј в срцето. Морам да го дофтацам, морам да стигнам до крајот на светот. Бог не чека пред последната битка со самите себе си. Угари со сомнежот се множат. Дали сме достојни? Дали сме достојни да ја допреме светоста? Паланго моја! Ова прекрасна земја не пизметеа и не скрбетеа. Од завист, омраза и скрб едни кон други. Брат на брата враг да не биде. Чумата опазува ми се стокнила. Матен заматен ум слугински ми се множи. Зафаќаат зурлите, гајдите, тапаните, не понесуваат честувањата. Летај, летај, голобрдо, летај, со сила и страст. Летај, летај, голобрдо, летај.